Податоците за фрагментацијата на земјоделското земјиште во земјава дава слика дека одредено земјоделско стопанство во Македонија во просек има под 2 хектари земјиште, поточно околу 7 парцели на различни места, проблем за лесна обработка на земјата и поскап производ уште од старт и потешкоти и во примена на нови технологии. Од овие причини неодамна се отпочна реализацијата на европски проект финансиран од Светската организација за храна и земјоделство ФАО, вреден 2,5 милиони евра, кој треба да се реализира во наредниве 3,5 години, а е во насока на консолидација или окрупнување на земјоделското земјиште. Крајни корисници на овој проект фактички е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Исто тука се наоѓаме и ние како корисници, односно Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, потоа Агенцијата за катастар и недвижности, како и самите земјоделски стопанства кои што се предмет на консолидација на земјоделското земјиште. Проектот е за воведување на националната програма за консолидација на земјоделското земјиште, а како пилот проекти беа консолидирани парцели во Битолско Егри и село Конче. Според законот за консолидација на земјоделско земјиште, потребно е да се пројави интерес од самото местно население, односно од земјоделските стопанства кои што ја имаат таа земјиште фрагментирано, од некаде околу 70% од населението. Значи тоа е во една, може да биде во една катастарска парцела, во една катастарска општина или може би да соседни катастарски општини. Од кои што 70% од населението треба да поседува околу 50% од земјоделското земјиште во таа катастарска општина. Активности и мерки ќе произлезат од самиот проект кои ќе се насочат кон одредени аутпути при самата реализација. Според Законот за консолидација на земјиште има два типа на консолидација. Тоа е со распределба, како и со доброволна размена. Сега проектот, повеќе би сакал да кажам што предвидува како аутпути. Првиот аутпут на овој проект е подигање на свеста и разбирање за тоа што е консолидацијата во Република Македонија, зошто е таа потребна и колку ни е корисна. Вториот аутпут ќе биде развивање на капацитетите на овие чинители што ги спомнав, тоа е развивање на капацитетите за консолидацијата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, нашата институција, Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, Агенцијата за катастар и недвижности, како и други национални и приватни консултанти. Тоа не е вториот аутпут на проектот. Третиот аутпут на проектот е развој на процедури и алатки. Што тоа значи? Тоа значи дека треба да се регулира пред се правната рамка, значи законодавството околу подобрување на законодавството околу консолидацијата. Понатаму ќе се подготват упатства и на крај треба да се излези со еден прирачник за консолидација како тоа ќе се остварува и во иднина. Четвртата точка подразбира мапирање на 24 потенцијални консолидирани подрачја, изработка на 15 физибилити студии и 9 проекти, од кои 4 реализирани во целост. Последниот аутпут е мониторинг и евалуација што подразбира проценка на влијанието, што ќе се добие од проектот. Очекувањата се дека со консолидацијата треба да се добие што поголемо земјиште со правилна форма, која има пристап до патишта и канали за наводнување и одводнување, како би се постигнало ефикасно земјоделство за самите земјоделски стопанства, но и за самата држава.